дека новинарството и жените е професија која што оди рака под рака. Тоа го потврдуваме. Оние кои што се сомневаат може да дојдат 10 минути во нашата редакција и ќе се уверат дека навистина сме компатибилни ние жените и новинарството. Но ово утро во Македонија наутро зборуваме и за една професија која што многу често изминативе години се подразбираше како професија која што извршуваат силни, снажни, високи мажи, но жените докажуваат дека може рамо до рамо да се носат и со нив обезбедувањето на имоти и лица. Елена Кјуштеревска имаме заедно со нас во Македонија наутро. Елена, нека ни е честит празникот секој ден во годината да ни е 8 март. Среќен празник на вас и на вашата колешка во студија и на сите дами од нашава држава и во целиот свет. Сакам да ја раскажеме малку вашата приказна наредниве минути во утринската програма. Обезбедување на имоти и лица. Како вие и од кога во ова условно кажано машка професија, така барем многумина ја подразбираат? Па само на муабете машка, се повеќе девојки има во нашава професија. Јас сум од 2003 полагав за лиценца за обезбедување и од сам ден, од прв ден работам како обезбедување на имоти лица. Сум работела на повеќе места, во училишта, во институции, во државни институции, во приватни институции, повеќе различни места. Ја споминавте лиценцата. Што подразбира таа? Односно, какви се обуки претходеа за да може да ја добиете истата? Се полагаат 11 предмети, барем тогаш, сега нешто е изменето. Како криминалистичко право, криминалистика, тоест се полага самоодбрана, се полага пукање, гаѓање со оружје, со пиштол, со пушка. Во кратки црти тоа е. Во кратки црти положивте се од ова? Да. Мора, инаку не би имала лиценца. За жал споменавме уште на почетокот на разговорот, голем дел од професиите се уште се поврзуваат со полот, но ние жените успешно низ години ги разбиваме сите стереотипи. Оно што ме интересира е како гледаше тимот во кој влеговте и кога почнавте да работите на вас како жена, ве прифатија мажите колеги? Така, значи првично кога почнав да работам, почнав во Кочани во една друга агенција. И таму буквално сите беа мажи. Јас бев прво женско што почна да работи како обезбедување и бев одлично прифатена од колегите. Исто и тука, значи тука сме повеќе дами, меѓутоа сите сме одлично прифатени од сите колеги и супер функционираме, да, како тим. А како реагираат граѓаните и организациите во кои што се ангажирани? Се потценува или се почитува моќта на жените? На почеток сите се некако скептични и гледаат како со сомнеш на жените во обезбедување, меѓутоа мислам дека кога ќе не научат, кога ќе сватат дека работиме рамо до рамо со мажите, мислам дека веќе се менја тој став околу родовата нееднаквост. Вашата професија, за жал, носи многу ризици. Така е природата на професијата. Треба да бидете секогаш психолошки и физички подготвени да делувате и во многу ризични ситуации. Сте се довелели во таква и што е првото, што е како да, ајде да кажеме главната лекција или првото правило кое што ви паѓа на памет, по кое треба да се водите и да го почитувате? Како реагирате во тие моменти? Првично не треба да се доведеме во ситуација, напротив да избегнеме ситуација за да се доведеме во опасност самите себе и објектот или лицата што ги чуваме и обезбедуваме. Да, се случува да има ситуации кога паника, страв, меѓутоа моментот сето тоа се побива во себе. Машки се бориме до крај, на крај пукаш, ама. Да, но кога ќе помине се, тогаш веќе стравот е тука, нормално е. Имало ситуација во која што сте се плашеле за вашиот живот? Па до толку не, пошто сепак имаме помирни по објекти кои што не носат толкав ризик, меѓутоа да, има ситуации кога има страв, сепак. Се почитува ли жената во професијата, жената во секојдневието? Вие сте жена која што и по завршувањето на работното време имате обврски каков впрочем и сите ние. Така. И ние се облекуваме чизма и облекуваме штикла и функционираме како семејство, како мајки, како сопруги.
Имате впечаток дека доволно сме почитувани? Овде говорам сега за сите нас. Па, мислам дека се уште она што го кажавте на почеток, дека жената треба да се почитува 360. И согласно тоа, какво општество посакувате за нас во годините кои доаѓаат? За нас и за нашите идни генерации, малку порамноправно да биде општеството. Мислам дека се уште има скептицизам посебно околу професиите. Во моментов сте ангажирани во едно од основните училишта во главниот град, каде што учат многу девојчиња. Има. Ви приоѓаат, се интересираат за професијата? Да, ги интересира најмногу опремата што носиме на нас, како лисици, спреј за самоодбрана, моторола, се интересираат. Да, има девојчиња што се заинтересирани. Јас дури кога се слушнавме прочепкав по пријатели што ги имам по Facebook и сватив дека уствари има две девојчиња во училиштето кај што претходно работев што сега работат како обезбедување. И од оние девојчиња кои што ве прашуваат, Елена, сакаме и ние да го работиме ова. Што им велите вие? Подршка у секој случај. На сите што сакаат да работат нешто вакво, подршка. Јас се надевам дека во годините кои доаѓаат вака гордо ќе се ја носите професијата како жена, дека ќе им условно кажано пркусиме, односно докажуваме на мажите дека можеме се. Така. Благодарам многу, Елена, за разговорот во утринската програма. И уште еднаш потврдуваме дека не постојат машки и женски професии и дека ние така умешно низ годините успеваме да докажеме дека се што ќе посакаме може да биде наше.